Илјадници верници денеска на истокот го слават Богојавление водици. Свештениците ги осветија водите, а близу 200 момчиња скокнаа во нив по честниот крст. Се јави, навистина се јави честит и вечен празникот нека е. Многу здравје и благослов на целиот православен народ. Во Штип и Новосело по честниот крст скокнаа 60 момчиња. Најсрекни беа Бојан Џонов и Трајче Иванов. Последни пат си джиткам оваа година за крстов, прв пат ме шо факим крстов. Здрави берекета да во Јорданија на сите што се джиткат. Очекувам многу среќи и здрави. И берекети на фамилијата и на мене. Пети пат, прв пат го фаќам крстот. Здраве, среќа, љубов на сите пожелувам и на сите христијани да се фрлат млади за здравје пред се, па крстно на кого му се падне на тај. Традицијата во Штип продолжува тоа што го востанивме дека крстот треба да го фрлиме во нашата света река Брегалница. Денеска Брегалница е нашата река Јордан. Го користам денешниот ден на сите свештеници на Македонската православна црква, на преподобното монаштво и на сите православни граѓани на Република Македонија да го честитат овој голем празник, бидејќи ако не беше овој празник, немаше да постоиме ние денеска, немаше да има нашата света црква, немаше да го има македонскиот народ. Значи нека е вечен празникот на сите. Компанијата Зегин и директорот на Зегин, господинот Благој Механџиски, за празникот водици во Штип додели 200 мајци, 200 капи, бањарка и телевизор на срекникот кој што го фати крстот. Денешниот празник во Штип на едно место собра илјадници верници. Нека за нови години водно сум се дома. Тоа е детоственот од старите. Секоја година. За здравје, за среќа, за се. Това е празник убав како? За нови година нека е. За здравје. Воичка да напуниме, посветена воичка. За здравје, за се. Ја го имам и купено крсто. Само не сеќавам која година. Во Делчево меѓу 20 момчиња кои скокаа по крстот, најбрз беше 22 годишниот Сашко Ковачки. По четврти пат легувам во крстот и четвртиот пат ми е секен беше и го фатив за прв пат, да, по четврти. Па, инфоријата е многу, не знам како да го пишем, значи стварно е феноменално чувството. Голем празник е, сите да сме живи и здрави. Господ нека му дарува секое добро здравје, најпрво здравје, а отпосле сите добрини што постојат за еден човек. Општина Делчево донира 10.000 денари оваа година на секниот фаќаш до 6 крст. Во Македонска каменица пак најмногу среќа имаше Мирко Манасиев од село Цера. Овој крст јас што го фатив ми е по втор пат. Берекетно да биде годината, значи јас сум пресреќен, се чувствувам со овој момент што го фатив крстот. Општина Македонска каменица му додари еден прекрасен медаљон за да се сеќава на оваа година како тој го има фатено светиот крст. Се надеваме дека заради се помина во најдобар ред и дека е општина Македонска каменица и граѓаните ја пратат среќа и радост во оваа година 2017 година. Идентична церемонија се одржи и во Кочани каде честниот крст го фати Мики Пецов. Бог се јави, навистина се јави. Ова ми е 6-та година како се фрлам по светиот крст во Кочанската река. Во 2013 и 2015 заедно со моето друштво го фативме, не бев јас, но заедно бевме. Оваа година го фатив и се надевам дека ќе ми биде среќна. Сакам да на фаќачот на крстот му посакам многу здравје, многу среќа, многу успех, а на сите граѓани, наши сограѓани и други во Република Македонија кои што го имаат за куќна слава денешниот празник и кои што ги имаат како имендени, нека имаат многу здравје, многу среќа и многу успех во животот. Честитки по повод Богојавление упатија политичарите. Од моје лично име на сите православни граѓани на Република Македонија да им го честитам големиот христијански празник Богојавление водици, им посакувам многу здравје, многу среќа, многу радост и успеси во животот. Бог се јави, навистина се јави, нека честити за многу години празникот да го славиме мир и благосостојба. На празникот Богојавление се слави крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан. Тогаш за прв пат Светото Тројство, Отецот со глас, Синот со тело и Светиот Дух во вид на гулаб се појавиле на едно место.